Почитувани министер за локална самуправа Горан Милевски, министер за животна средина Насер Нуредини, почитувани представници на Европската Унија, представници на Република Грција, почитувана градоначалничка на општина Битола магистер Наташа Петровска, почитуван градоначалник на општина Новаци Љубе Кузмановски. Почитувани присутни, ви се заблагодарувам на вашето присуство на завршната конференција на проектот Симбиотски мрежи за одржливо управување со отпад или како што ние милуваме да го наречеме кратко проектот Симбиоза. Ова е проект од програмата Интерек ИПА-2 за меѓугранична соработка помеѓу Република Северна Македонија и Република Грција, а финансиран од Европската Унија и кофинансиран од националните фондови на двете држави во висина од 898.858 евра, од кои 322.626 евра се за јавното предпријатие Комуналец Битола. Во рамките на овој проект, јавното предпријатие Комуналец Битола набави садови за биоотпад со кафеава боја и странична перфорација, како јасно видливо лого на проектот. И тоа 2000 канти од 120 литри, 200 канти од 240 литри и 35 контейнери од 1,1 кубен метар. Набавено специјално возило за отпад со капацитет од 12 кубни метри. Садовите за отпад се доделени на правни и физички лица, производители на биоотпад. На граѓаните им се доделени канти од 120 литри, кои граѓаните ги поставуваат заедно со другите садови за селектиран отпад пред своите домови. Собирањето и транспортот на отпадот се врши од одредените реони во градот според претходно утврдена динамика и рута на движење, но секако во согласно со капацитетот на биокомпостерот. Во одредените периоди од тие локации, работници на јавното предпријатие Комуналец го собираат продуцираниот органски отпад. На овој начин се врши надоградување на организирањето на интегриран систем за управување со отпад во општина Битола. Имено покрај подигањето на комунален, неопасен отпад, ако досега се вршело селекција на отпад од хартија во садови со сина боја, пластика во садови со жолта боја, стакло од шишиња во зелени садови со полукружен изглед, пластика и лименки во жолти садови ставени на бетонски постамент, сега се врши селекција на органски отпад во кафеави садови со странични мали отвори. Исто така се поставени контейнери на јавни површини каде што има постојана продукција на органски отпад, покосена трева, листови од дрвјата и слично. Како што е просторот кај градскиот парк, за чие што уредување и одржување, што значи собирање на отпадот, се грижи јавното предпријатие Комуналец Битола. Собраниот биоотпад се транспортира на депонијата Мегленци, со која што управува јавното предпријатие Комуналец Битола. Во посебен затворен простор е инсталиран биокомпостер, набавен исто така во рамките на овој проект. Според точно одредени рецепти, произлезени од направените студии во проектот, се става биоотпад од различно потекло со помош на лифт. Станува збор за затворен систем на компостирање, при што прво се мели биоотпадот, за да потоа со одредена динамика, регулирана електронски, се превртува во период од околу 30 дена, пошто се добива компостот. Производениот компост понатаму се користи од страна на јавното предпријатие Комуналец Битола за своји потреби, пред се во пластеници, каде се одгледуваат цвеќиња, кои што цвеќиња на крајот се поставуваат на јавни површини во градот и се придонесува за убава и цветна Битола.